Граѓаните на Велес не сгрешија кога го дадоа својот глас за човекот кој ја измени сликата за народен пратеник. Човекот кој неуморно работи за интересите на градот, човекот кој е безкомпромисен кога се работи за интересите на Велес. Господинот Илија Димовски. Почитувам господине Чадиев, градоначалник на Велес. Почитувани господи и дами советници. Почитувам господине Пешевски, почитувам господине Ѓорчев, почитувам господине Самак, почитувам господине Коџобашиев, Петров, почитувани представници на Македонската православна црква. Джинот се буди. ВМРО ДПМН ќе покаже дека со конструктивност, со разум и со мудрост ќе знае да ја извади Македонија од оваа политичка криза во која што не внесуваат луѓето од транзицијата. Локалните избори се избори на кои што граѓаните гласаат за улици, за патишта, за градинки. Граѓаните гласаат за игралишта за своите деца. Локалните избори се она што граѓаните најмногу ги интересира. Овие денови гледаме политички партии кои што велат нас не интересираат локални избори. Знаете што значи тоа? Тоа значи дека тие политички партии не се интересираат за сопствените граѓани. Тие политички партии не се интересираат за училиштата во кои што учат нашите деца. Тие политички партии не се интересираат за градинките во кои што се сместени нашите деца. Тие политички партии не се интересираат за улиците, за водоводите и за канализационите системи. Тие политички партии единствено се грижат за својот опстој и за своите кариери. Почитувани присутни, ние во Велес направивме многу. Досега не знаевме можеби да се пофалиме. Но во минатите неколку години, од кога ВМРО ДПМН има одговорноста да ја води централната и локалната власт, во Велес е направено многу повеќе од било која влада или од било која локална самоуправа досега. Ќе потсетам на неколку работи кои што имаат огромно значење за нашиот град и кои што како инвестиции вредат милионски суми. Почитувани сограѓани, 20 години ни велеа дека ќе го направат хидросистемот Лисиче, а го немаа направено ниту до пола. За само неколку години, од кога ВМРО дојде на власт, се заврши, се комплетираше и се стави во функција хидросистемот Лисиче. 20 години ветуваа дека ќе направат нова зграда за театарот во Велес. Нели сме град на уметноста и на културата. Но од нивните ветувања останаа само празни зборови. Имаме гордост да кажеме дека оваа есен ќе биде поставена првата представа во новата зграда на Велешкиот театар Јордан Хаджи Константинов Џинов. Почитувани велешани, Велес имаше уште еден огромен и тежок проблем. Тоа беше слечиште до Рамина, кое што слечиште се закануваше дека ќе направи штета на стотици и стотици домови на нашите сограѓани. Да ве потсетам дека претходната локална самоуправа и претходната влада во Република Македонија нема одвоено ниту еден денар за санирање на слечиштето Рамина. Од кога ВМРО ДПМН ја превзема одговорноста за Република Македонија и за Велес, се изградија подпорните ѕидови, се стабилизираше слечиштето и овозможивме спокоен и мирен сон на пола од нашите сограѓани. Има и многу други работи. Вложивме близу 4 милиони евра во реконструкција на двете болници, на општата болница во градот и на специјалната болница во Јасеново. Некаде околу 20 милиони евра се исплатени по основ на субвенции за земјоделците во нашиот град и во нашите села од околината.
Се инвестираше во реконструкција на многу локални патишта, се реконструира и се поплочија многу улици во Велес, се изградија водоводни и канализациони системи. Затоа имаме гордост, затоа имаме доблест и затоа имаме образ да излеземе пред вас, пред обичните граѓани на нашиот град и пред оние кои што се членови на ВМРО-ДПМН и пред оние кои што се оснивачи на ВМРО-ДПМН, но и пред оние кои што сте овдека дојдени како граѓани да чуете што нудат партиите како програма и како своја отчетност. Ние велиме дека покажавме, дека знаеме со посветеност да направиме многу повеќе од она што било кој досега го направи. Дека тоа ги решава сите проблеми во нашиот град, ние не се заложуваме. Дека состојбата е розова, исто така не се заложуваме. Но со овој тим кој што ви го нудиме, предводен од кандидатот за градоначалник господинот Славчо Чадиев, од носителот на листата Александар Колев и од одличниот состав на целата листа од првото до 23-то место, ние ќе бидеме спокојни дека нашиот град Велес го оставаме на луѓе кои што имаат кредибилитет, кои што се познати во нашиот град, кои што ќе се борат и за својот град и за својот кредибилитет, кои што нема да дозволат ништо да не биде сработено, кои што нема да дозволат да не бидат блиску до своите сограѓани. Затоа, почитувани сограѓани, на овие избори ќе гласаме за собствените улици, ќе гласаме за собствените градинки, ќе гласаме за велешките болници, ќе гласаме за хидросистемот Лисиче, ќе гласаме за реконструкциите во училиштата и ќе гласаме за се она што значи за нас интерес. Имаше некои политичари од Велес кои што 15 години се чукаа во гради и велеа дека нив ги интересира само Велес и проблемите на Велес. Но на првиот повик на нивниот лидер за да ја спасуваат неговата кариера ги снема никаде. Сите оние кои што 15 години ги велеа дека ги интересира само Велес и само граѓаните на Велес, денеска заедно со нивниот лидер во зградата на општина Велес пред 100-150 луѓе коваат стратегија како да ја спасат кариерата на Црвенковски. Јас сум сигурен, како многу пати до сега, дека на овие избори ВМРО-ДПМН ќе победи во нашиот град и господинот Славчо Чадиев ќе биде градоначалник. Уште неколку збора. Сигурен сум, како што спомна и господинот Пешевски и господинот Ѓорчев, дека во оваа сала нема ниту еден човек кој што не го познава лично господинот Чадиев. Тоа е една од карактеристиките кои што него го прават токму кандидат за градоначалник. Но ќе си го земам правото да кажам 2-3 збора повеќе, зашто господинот Чадиев мене лично ми е соборец повеќе од 15 години. Тој беше еден од ретките луѓе интелектуалци кои што беа активни и членови во ВМРО-ДПМН уште во времето кога јас како дете на кратки панталони, така знаат неколку од оснивачите да ме подсетат, беше активен во партијата, 15 години го познавам дека секојдневно е присутен во градот, секојдневно се сретнува со луѓето, знае да ги испочитува и оние кои што вложуваат во градот, оние кои што развиваат собствен бизнис во градот, но во исто време знае да го испочитува и секој последен граѓанин кој што ќе го сретне на улица. Токму тоа ни дава за право да кажеме, господинот Чадиев, со целата негова активност во животот, со целата енергија што ја носи, со сите познанства во нашиот град, ќе биде одличен градоначалник на градот Велес и ќе биде одличен шеф на тимот на ВМРО-ДПМН во Велес. Затоа, почитувани сограѓани, ве повикувам на 24 март да излезете масовно на гласачките места, да ги победиме сите оние што не им мислат добро на Македонија, но и да го оставиме нашиот град на луѓе во кои што лично веруваме. Таков е нашиот кандидат за градоначалник, такви се нашите кандидати за советници. Да сте живи и здрави, да живее Велес, да живее Република Македонија.